Поетски стихови со видео приказ на Нојни сведоштвото на неговата сопруга Смилја, во Центарот за култура Антон Панов се раскажуваше животната и поетска врска на поетот и новинар Иван Василевски со Преведена. Тоа е местото кое според неговата сопруга е извор на нивната најголема радост и тага и одиграло важна улога во животот и творештвото на Василевски. Не побрзува. Се радувавме со децата, растеа тука во една убава чиста средина. Меѓутоа од една голема радост, една голема хармонија се случи една голема трагедија кај што место тука да се радуваме, нашиот син тука и заврши. Откако се случи таа трагедија, ние отидовме за Битола и ги зедовме работите од синот и ранецот. Во тој друг ранец што одеше во школа, му ги најдовме други писма. Он тука остил проштално писмо и се, меѓутоа таму видовме дека пишува и избирката му е, нели, ја најдовме песни, ние не знаеме дека пишува, он беше многу тих, повлечен. Кога најдовме ние дека таму он повеќе се пишува за Преведена и писмото, неговата желба дека сака да биде на Преведена и свртен ко звездите. И он исто поврзан со звездите. И не можевме, немавме мир. Иако веќе беше погребан во Струмица, тоа ни беше веќе една практично обсесија со Иван. Како да го изведеме тоа, што да направиме? Иван направи напор, бидејќи беше сепак нели човек кој го почитува, го сака и единствено му дозволија да се направи. Имавме желба дека детето така сака. Ја направивме сами, ја копавме гробницата. Сами. Камен по камен, полека, цела зима, бидејќи тука таков е каменот, се ровит камен и полека копавме, слој по слој, слој по слој. И кога доаѓаа луѓе, мислеа, вика, што копате вие бунар? Да, ние не кажувавме што ќе биде. И кога се наврши 3 години, и тоа мимо сите правила, што кажува дека треба 7 години да биде, на нас не дозволи да исхумација да направиме на синот, си го донесовме тука. И сега, ако можеше нешто да не смири малку душата, тоа не беше едно смирување. Кога си го донесовме, значи тука му беше неговата желба, значи тука е он. После нормално дека и Иван сакаше до неговиот син, и јас исто тука сум. И така. И се уште се со мене секој пат. Преведена како топос е често застапена во песните на Иван. Таму е неговото вечно почивалиште, а таму живее и неговата сопруга, обкружена со природата, спомените, омилените предмети и семејните албуми. Тоа, јас знам дека не може секој, и не можам да го докажам на некој. Јас тоа така го чувствувам. Може би за некој сум чудна. За повеќето луѓе. Како живеам тука, сама живеам. Еве, сега зимата нема жива душа тука. Меѓутоа, јас мислам дека сум обкружена и со синот и со Иван. И дека ми даваат сила. И се што ќе помислам, јас го стварувам. Можам. Еве сега, например, одам низ шумата, шетам. Може ќе сретам, може и волк, и мечка. Меѓутоа, ништо не може да ме сопре, бидејќи мислите ми се кон нив и тоа ми дава сила. Поетскиот филм е во продукција на Друштвото за наука, литература, култура и уметност Иван Василевски и е дел од програмата со која се одбележа празникот на градот.